Мојата денешна тема, почитувани пријатели, браќа и сестри во Господа, е за бракот. Што учи Библијата за бракот? Божествениот устав за бракот е запишен во првата книга на Мојсеј, 2 глава, 23 до 24 стих. Таму е запишено вака. Тогаш човекот рече: сега, најпосле тоа е коска од моите коски и месо од моето месо. Нека биде наречена жена, зашто е земена од мажот. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена и тие ќе станат едно тело. Бог го создаде човекот, а потоа ја создаде и жената од коските на неговите коски. Од библискиот извештај знаеме дека Бог му зеде ребро на мажот и од реброто што го зеде ја направи жената. Човекот на сите животни им стави имења, но не се најде помошник за него како што е тој. Зборот помошник во Библијата, како што е во оригиналниот хебрејски јазик, е само еден збор и се вика езер и значи обкружен, заштитен или помош и појачување. Ева ќе биде, така да се изразам, појачување и олеснување за мажот. Ева е создадена да биде со Адам како негова друга половина. Новиот завет дава опомена за ова единство. Затоа не се веќе двајца, туку едно тело. И така, тоа што Бог го соединил, човекот не смее да го разделува. Тоа го вели Исус во Евангелието според Матеј, 19 глава, 6 стих. Апостол Павле, како најголем мисионер на сите времења, повикан од Господ, преку Светиот Дух многу поуки ни дава за бракот. Павле напиша неколку писма во врска со овие прашања за бракот и начинот на кој нановородените верници треба да живеат во брачната врска. Подетелно е запишано во 1 Коринќаните 7 глава и во Ефесјаните 5 глава 22 и 23 стих. Таму се опишани детали на кој начин функционира бракот и како да се биде угоден на Бог, не прекршувајќи го тој свет, така наречен устав. Во Ефесјаните се зборува за успешноста на библискиот брак. Жената да се покорува на мажот како на Господ. Зашто мажот е глава на жената, како што е Христос глава на црквата. Тој е спасител на своето тело, црквата. Потоа ја допира етичката страна на бракот велејќи: мажи, љубете ги своите жени, како што и Христос ја љубеше својата црква и сам себе се предаде за неја. Исто така и мажите да ги љубат своите жени како своите тела, зашто кој ја љуби својата жена, се сака и самиот себе. Нема сомнение дека никој никогаш не го замрзил своето тело, туку напротив, го негува, го храни како Христос својата црква. И затоа, човекот ќе ги остави својот татко и својата мајка и ќе се присоедини кон својата жена, и двајцата ќе станат едно тело. Тоа го вели Павле во Ефесјаните 5 глава. Кога мажот и жената ќе се усогласат да живеат заедно и почнат да ги применуваат овие правила на однесување, тогаш нивниот брак е втемелен врз Библијата. Тоа не е веќе некоја формална институција, туку има божествен корен. Како што Христос е во единство со црквата преку Светиот Дух, така и бракот е во совршено единство и е нераскинлив до смртта. Како да се успее долготраен брак? Павле запишал дека жената е врзана за мажот додека е жив. Така омажената жена преку закон е врзана за мажот додека е тој жив, но ако мажот умре, слободна е од законот, што е сврзал со мажот. Тоа е запишено во Римјаните 7 глава 2 стих. Од тука можеме да заклучиме дека за да дојде до прекин на брачната врска, мора прво едниот да умре,
односно кога тоа ќе се случи. Тоа е Божиот воспоставен устав и начело. Но, денешнава ситуација не го одразува овој Божи став. Во современите општества, бракот често пати завршува со развод, така што воопшто не се применува тоа што го застапува Библијата и што е правило за сите народи. Затоа се поставува прашањето, што треба да направат брачните другари за да бидат угодни на Бог и дека бракот ќе им биде траен, сигурен додека смртта не ги раздели. Прво, и најосновно и најважно е послушноста спрема Бог, спрема Неговиот збор. Треба секој да се прилагодува на оваа начело, на Библијата. Пророкот Амос пред Христос запишал вака: можат ли двајца да одат ако не се усогласат еден со друг? Тоа е запишено во Амос, пророкот, 3 глава, 3 стих. За наново родените верници, тоа значи дека бракот започнува со верата, а не со неверата. Затоа Павле вели: не влечете со себе невернички јарем. Што има заедничко светлината со темнината? Доколку се применува оваа начело, ќе заштедите многу болки и страдања во животот и во самиот брак. Како второ, за да биде бракот стабилен, мажот треба да биде послушен на Бог и да ја штити и сака својата жена. А од друга страна, жената да биде послушна на мажот, како што на Господ му е послушна. Тоа е слика за Христос и црквата. И бракот треба да биде во совршено единство, како што е соединет Христос со црквата. Кога Библијата нагласува дека тие се едно тело, тоа треба и така да се свати, а не како што денешно во општество ги изгуби предвид сите овие вредности и начела. Да се стане едно тело не е соединување само во физичка смисла, дека се заедно, туку тоа подразбира и средба со умот и со душата, за да се создаде една целина. Тоа е повеќе од обични емоции и привлечност и навлегува во подрачјето на духовното единство, кое може да се најде само кога двајцата, мажот и жената, се едно во Господ и целосно предадени на Неговата волја, на Неговата света волја. Ова единство не е веќе втемелено веќе со јас и ти, туку со ние и наше. Тоа е тајната на долготрајноста на бракот, за да биде како што е напишано, додека смртта не раздели. За тој библиски идеал треба да се залагаат и двајцата, и мажот и жената. Зацврстувањето и заедништвото со Бог е зацврстување и на подрачјето на нивниот сооднос. Тоа е Божјата волја и Бог се прославува совршено преку таквиот брак. Господ да ги благослови сите брачни другари. Амин.